Најнапред би сакал да ви изразам една голема благодарност во моје име и во име на мојот тим што деновиве ни изразувате голема поддршка. Одејќи на терен забележуваме голема ваша поддршка и доверба во нашата визија, во визијата на мојот тим, во искрениот и чесен пристап дека имаме сериозна намера да гарантираме дека Бутел ќе почне конечно да се менува. За жал оваа општина е заборавена последните 4 години и не е проблем само тоа што е заборавена, туку проблемот е тоа што Велимир Смилевски сериозно работи таа да назадува назад. Така да, во таа смисла би сакал да истакнам некои од носечките проекти за кои што гарантираме дека ќе бидат изработени, а тоа е, например, за разлика од тоа што Смилевски го гарантира, а тоа е бетонизација на општина Бутел, ние гарантираме два нови големи паркови, едниот на потегот на булеварот Христијан Тодоровски Карпош, гледано према Радишани од левата страна, и едниот над населбата Радишани над третиот влез. Општина Бутел мора да добие нова поликлиника и ние гарантираме дека ќе ја изградиме, а се дотогаш општинската зграда која што се наоѓа веднаш позади мене ќе ја понудиме за поликлиника на бутелчани. Општина Бутел мора да добие нова полициска станица, мора да добие нов противпожарен пункт. Конечно кеот на реката Серава мора да биде уреден и да добиеме ново место за рекреација. Општина Бутел мора да добие свој плоштад и младински културен центар. Општина Бутел мора да добие и две нови градинки. Населените места Љуботен и Љубанци мора да добијат нов водовод и затоа заеднички со независниот кандидат Данел Арсовска се обврзуваме дека ќе го направиме. Општина Бутел или населените места Бел Камен и Кучевачка бара мора да добијат фекална канализација. Ви гарантирам дека во секое населено место е направена детална анализа што е потребно. И ви гарантирам дека фронтално како градоначалник заедно со мојот тим ќе влезам да ги решавам проблемите во секое населено место. Ви гарантирам дека работите во општина Бутел ќе почнат веднаш да се променуваат. И сосема на крајот, би сакал само да истакнам неколку работи за мојот политички противник, тоест градоначалникот во заминување Велимир Смилевски. Човекот кој што за неколку дена ќе стане историја, за жал темната страна на историјата на општина Бутел. Затоа што е најнеспособниот градоначалник во историјата на општина Бутел. Тој во паника, во немоќ, секој ден ја губи многу драстично, ја губи својата поддршка и кај македонците, и кај албанците, и кај турците, и кај бошњаците, и кај србите, и кај власите. И токму заради тоа почна веќе да се бави и со фабрикување на лажни информации. Тој пред неколку дена објави дека огранокот на политичката партија Алтернатива се приклучил кон него, за да само еден час потоа официјалниот представник на политичката партија Алтернатива го демонтираше тоа. Тој деновиве веќе и монтира одредени видеа со кои што сака да сее лажен, со кои што сака да сее меѓуетничка нетрпеливост. И верувајте дека тоа нема да му помине затоа што бутелчани се мудри. Смилевски не живее тука. И затоа го замолувам, ако барем ништо не направи за оваа општина, нека не ни наштетува, нека не ни го загрозува нашиот мирен соживот, затоа што нити тој, нити неговите деца живеат на територија на општина Бутел. И токму затоа, сосема на крај, сакам само да му порачам и на него, и на сите бандити околу него, дека ќе ги поразиме сите заедно на куп. Од една страна бандитите и власта, од друга страна ние и честниот народ во општина Бутел. Благодарам.